Со овој амандман се предлага да се обезбедат средства во висина од 20 милиони денари за воведување на бесплатен месечен патен билет за средношколците и студентите кои ќе важи за градскиот превоз. Како што кажав и во претходниот амандман, исклучиво сметам дека е важно да ја помогнеме оваа категорија на граѓани, заради тоа што најчесто се работи за лица кои што се невработени, лица кои што се еве да кажам во надзор или под грижа на сопствените родители, и ако земеме во предвид какво поскапување има и особено покачувањето на потрошувачката кошничка, ако се земе дека едно просечно семејство му се потребни 17.000 денари само за храна и за еве да јадат и да пијат, не вклучувајќи ги тука другите трошоци, ние како држава сметам дека имаме сила да изнајдеме 20 милиони денари за да им го олесниме овој трошок на оваа категорија на граѓани. Има тука доста колеги пратеници кои што студирале во други градови во текот на својот животен пат и знаат колку е важно да имате можност да плаќате поевтин билет кога се одите кон своите домови, и затоа сметам во услови на покачувањето на цената на горивото, која што е навистина вртоглава и за неколку десетици проценти, апропо на тоа како еден од клучен контрибутор во цената на месечниот билет, заради тоа што се работи за транспортната сфера и влијае на самата цена на билетот, мораме да интервенираме со ваков начин на мерка да обезбедиме средства за да овие луѓе, студентите и средношколците можат барем да добијат пристојна цена на билетот кога си одат во своите градови. Не гледам нешто што е поприоритетно од ова. Имаме во изминативе 6 или 7 дена особена расправа за тоа дали продуктивни или непродуктивни трошоци во кои ставки се, па детално се расправаме кои што ги носат непопуларни тивиња, каде што имаат навистина големо зголемување. Затоа сметам дека во буџет од 4,7 милијарди евра, 20 милиони денари едноставно мора да бидат пронајдени. Ова е нешто што е повторно, ќе кажам, во насока на барањата на и официјалните организации на средношколците, униите или собранието на и лично сметам дека треба навистина сите тука кои што сме во оваа просторија, кои што сме членови на оваа комисија, да го изгласаме овој амандман и да им помогнеме на студентите и на средношколците. Ви благодарам.